Ова е Владислав Илик, новиот глас на лондонската комична сцена. Вака во англиската метропола го нарекуваат македонецот од Куманово, кој веќе 4 години ги забавува англичаните со своите стендап настапи. На почетокот настапувал во помали клубови, каде за време на така наречена отворена вечерна комедија, секој аматер има можност да се представи со 5-минутен стендап материјал. Сега веќе има свој настапи и на BBC. После 2 години успеав да победам на еден надпревар. Судиите во тој надпревар беа продуцентите од BBC кои ме видеа и понатаму следната година ме повикаа да учествувам на телевизија кај нив. Она што од BBC најмногу ми рекоа дека го сакаат е дека не виделе нешто вакво, така да тоа беше за нив ново и беше ново начинот, перспективата на кој ние балканците или ние македонците гледаме на светот, односно гледаме на Западот или на Англија. Илик веќе е препознатливо лице кај тамошната публика. Има 3 до 4 редовни настапи неделно, освен во Лондон, патува и во други делови на Велика Британија. Посебно внимание предизвика еден негов настап во кој на интересен начин го прикажа македонско-грчкиот споразумето. Now, I'm from North Macedonia in the Balkans, which is a country north of Greece. It's in the name, North. And don't confuse it with the region Macedonia in Greece. We have like a polite conflict over the name. Yeah? Like this is how it goes. We meet at the border and we go, we're Macedonia. And then the Greeks go, no, we're Macedonia. And then we both walk away unemployed. Сакав повеќе да ја доближам нашата култура и нашиот хумор кон нив. И тоа беше идејата со спорот со Грција, бидејќи многумина ме прашува, што, ама нели гледав нешто, читав, затоа викам, чим прашуваат, морам да го објаснам ова. За англичаните вели дека најмногу сакаат црн хумор, но и хумор полн со иронија и сарказам. Го прашавме, кога е полесно да насмее, ладните англичани или топлите македонци? Англичаните се потешко е да ги насмееш англичаните. Сега со македонците мислам дека бидејќи сме топли како народ, на прв пат кога ќе излезеш веднаш на бината, македонците мислам дека побрзо те прифаќаат. Додека англичаните малку на почеток се ладни, ама после навлегуваат. Но кога ќе навлезат, мислам дека тука сме негде еднаш. Има повеќе од 350 настапи досега. Добитник е на 4 награди. Но неговиот пат до Лондон, каде на почетокот работел и како парт-тајм келнер, не бил толку лесен. Од родното Куманово најпрво заминува за Малта, каде што студирал театар. Зборевме со мојата девојка која од Малта, зборевме за тоа дали да патуваме некаде каде што можам да работам повеќе на стендап и таа да ја усовршува глумата, односно актерството. И така некако се спакувавме, собравме некои пари, меѓу нас имавме за 1 месец кирија. И викам, ајде, идеме за Лондон. Тоа е тоа. И почетокот беше онака, како и секој почеток, тежок, не знаеш никој, наоѓаш каква било работа, само да почне да се движи топката. Или Клетово го зокружи со настап во Охрид и уште низ неколку македонски градови. Се надева дека ова ќе е само почеток на една поголема балканска турнеја. Од Охрид, са гласот на Америка, Мики Трајковски. 2001 беше добра